гледачи, добродојдовте во нашата училишна телевизија ТВ Страшо Пинџур. Јас сум Теодора, а ова е Зорица. Со големо задоволство ќе ве водиме низ содржините што ги подготвивме за нашата емисија Наш кадар. Со нас ќе бидете дел од приказните што ги создаваат учениците, ќе дознаете повеќе за настаните во училиштето и ќе уживате во креативните идеи што ги подготвивме. Нашата цел е да ги прикажеме талентите и успесите на учениците, но и да внесеме малку забава и инспирација во секојдневието. Денес ќе имаме интересни прилози, разговори и изненадувања, па затоа останете со нас и уживајте во емисијата. Почнуваме! Секоја година на 4 октомври луѓето широм светот го прославуваат Светскиот ден на животните. Овој ден служи како моќен потсетник за нашата одговорност за заштита и грижа за животните. По тој повод, нашите најмали, нашите првачиња реализираат низа активности. Ајде да слушнеме што ќе ни раскажат. Добро утро, драги првачиња! Добро утро! Јас сум вашиот денешен гостин и дојдов да бидам заедно со вас, за да прославиме една многу убава пригода – Светскиот ден на животните. Слушам дека подготвувате нешто интересно и одвој чекам да ми го кажете што правите. Ајде да го започнеме заедно ова наше мало дружење. Ќе ми каже ли некој што правите денес? Правиме кукички што некои птици немаат зимата каде да живеат. Зошто ги изработувавте овие кучички и хранелки? Оти може некогаш некои птици да немат храна од каде да земат зимата, и они почесто ќе му ставиме храна да може да јадат. Што научивте од овие активности? Научивме дека со љубов треба имаме сите животни. Ви благодарам на вниманието. Останете одлични како што бевте денес. Довидување! Добро утро! Во наредните неколку минути јас ќе бидам ваш гостин, за да ги пренесам на гледачите на телевизија Страшо Пинџур на кој начин вие го обележувате празникот посветен на животните. Како се чувствувате денес? Добро! Што правите на овој час? Зошто ги составувате овие служувалки? Зашто е ден на животните. Дали активноста е интересна? Да! Лесно ли е да ги составите овие служувалки за животно? Да! Пријатно е да се биде во ваше обслужување. Довидување, се гледаме во некоја наредна прилика. Добар ден, драги другарчиња! Добар ден! Како се чувствувате денес? Слушате дека вие имате да не испратите некоја порака во име на животите. Да видиме зашто станува збор. Да. Јас сум куче. Сакам да бидам твој пријател. Дај ми јогов, ја ќе те чувам.
Јас сум крава, давам млеко, многу сакам зелена ливада. Јас сум лисица, паметна сум, дозволи ми да живеем во шума, а не во кафес. Јас сум мацка, сакам тивко ќоше и топла рака. Не ме бркај, јас барам дом. Јас сум мечка, сакам шума полна со малини и мед. Не ја сечи шумата, таа е мој дом. Јас сум овца, моето крзно те топли, чувај ме со љубов. Јас сум пеперутка, моите крилја се нежни, не ги кини цвечињата, тоа е мојата градина. Јас сум пингвин, јас многу сакам мраз и снег, загревањето на земјата го топи мојот дом. Јас сум птица, мојата песна е песна на природата, чувајќи дрвјета, тие се мојот дом. Јас сум пчела, јас ви дарувам мед, но ми треба цвеки. Јас сум слон, имам големо срце и се памтам. Замолам не ги ваца запите за украси. Јас сум риба, живеам во вода, чуваја водата чиста, тоа е мојот воздух. Јас сум кој, силата ја давам за да те помогнам, не ме терај да носам повеќе од колку можам. Јас сум кокушка и многу сакам низ дворот да клопутам. Низ дворот да клопутам. Сум зебра, моите линии се уникатни, сакам да живеам слободно. Јас сум зајак, весело скокам из тревата, немој да уништуваш природата. Јас сум жирафа, мојата радост се големите дрвја, немој да ги уништуваш. Јас сум желка, јас сум бавна, но мудра, немојте да ја закатувате реката каде што пливам. Јас сум меѓа, имам боцки, имам и срце, немој газите по патот. Јас сум делфин, сакам да се играм во водата, чувај го од пластика. Јас сум був, јас сум мудар, но ми треба тивка шума за да живеам. Јас сум волк, не сум овца, ако не ми уништиш куката. Јас сум ченгел, моето мало е во моја торбичка, чува ја Брило. Навистина се чувствував прекрасно со вас. Останете и понатаму така креативни и исполнителни, а ние ќе го посетиме повторно. Довидување! Леле Никола. Преку своите активности правачините испратија силна порака дека животните се наши пријатели и дека секој од нас има одговорност да се грижи за нив. Нивната искреност и љубов потврдуваат дека грижата за животните започнала од најмала возраст. Со вакви мали чекори се создава голема промена за подобар и похуман свет. Добар ден, денес во нашето училиште има избори. Зборуваме со председателот на изборната комисија, за да видиме за што станува збор.
Добар ден, како се викате? Јован Бојчев. Какви избори се одржуваат денес? Денес се одржуваат избори за правобраните. Кои се кандидатите за дете правобраните? Кандидати се Јана Николова, Мила Мојсо и Мила Филип. Кои ученици имаат право на глас? Имат право учениците од 8 ден и од 9 ден. Како тече изборниот процес? Одлично. Кој ментор стои за изборите? Чире Панов. Благодариме, имајте пријатен ден. Како што можевте да забележите, во нашето училиште имаше избор за дете правобранител. По тој повод ја поканивме ученичката која што оваа учебна година ќе ја носи оваа титула. Со ова интервју ќе дознаеме повеќе за нејзината работа, предизвиците и идеите за подобрување на ученичкиот живот. Можеш ли најпрво да ни се представиш и да ни кажеш што значи да се биде дете правобранител? Јас сум Ана Николова од 9-то Г оделение и како што кажавте, сум избрана за дете правобранител. Детето правобранител со својата избрана функција, како во училиштето, па така и во општеството, има главна улога. А тоа е с целта да ги ислуша своите соученици и да се бори за нивните интереси и потреби. Кои се твоите главни задачи како дете правобранител во училиштето? Како што реков и претходно, како и на секој дете правобранител, па така и на мене, главна цел е да им помогнеме на нашите соученици, да ги решиме нивните проблеми и да ги направиме да се чувствуваат безбедни во училиштето. Бидејќи детето правобранител воедно е и знаменосецот во училиштето, што значи дека треба да се стреми да изгради безбедна околина во која детето ќе се чувствува среќно. Дали соработуваш со наставниците и стручната служба во училиштето? Да, мојата соработка со наставниците и стручната служба е континуирана и постои од минатата година, а секако дека ќе постои ова. Еве тука ќе соопштам дека план имам да организирам предавање за емпатија, во која ќе учествуваат и деца од ученичкиот парламент и ќе присуствуваат и некои од наставниците. Што мислиш? Зошто е важно секој училиште да постои дете правобранител? Моето мислење е дека треба да постои дете правобранител, бидејќи обично децата се чувствуваат побезбедно и послободно да се искажат на некој што е нивни години. А детето правобранител е тука да ги ислуша и да им помогне за да се решат нивните проблеми во најскоро време. Кои се твоите идеи за тоа како може да подобри ученичкиот живот и почитувањето на правата на децата? Најпрво ќе започнем со запознавање и информирање на возрастните и децата за тоа што значи Конвенцијата за правата на децата. А потоа, многу важно во мојот мандат е тоа да се промовира важноста на секое дете и да се намали негативната селекција. Што би им порачала на учениците кои се двоумат да се обратат за помош? Јас би им порачала да се обратат слободно, бидејќи секој заслужува да биде слушнат, а јас како дете правобранител ќе ги ислушам и ќе им помогнам како што можам. Така секој ќе може да се чувствува безбедно и среќно. Ана, ти благодариме за учеството и ти посакуваме многу успеси за извршување на функцијата. Добро. Што правите на часот? Што научивте? И како се чувствувате? Ајде сега да започнеме со една игра. Замислете дека секој од вас е юнак во една приказна. Кој сака да биде првиот юнак во неа?
Што правите денеска на часот по природни науки? Денеска на часот по природни науки изработувавме вулкан од глина. Благодарам. Од што е составен вулканот? Вулканот е составен од лоѓето на магмата, вулкански камени, кратер, лава и на крајот исто така и вулкански кратер. Благодарам. Зашто го направивте вулканот? Ние го направивме со глина, срнивите, содени бетона и Што се случи? Што се случи на вулканот којто удар може? Он е експлодирал. Благодарам. Работите ви се многу убаво. Како се чувствувате вие денеска на часот по природни науки? Благодарам. Благодарам. Хајде сега да направиме уште јадлието. Може ли прво некој да ми каже како се вика нашето училиште? Ајде. Благодарам. Ајде сега да кога јас си кажам страшно, вие сите да ми одговорите со пинџу. Може? Да. Ајде. Страшно. Пинџу! Ајде уште погласно, знам да поглаш. Страшно. Пинџу! Ајде уште погласно. Страшно. Пинџу! Благодарам многу. Благодарам на сите и се гледаме до друго видео. Се надеваме дека поминавте прекрасни мигови со нас. За сега Довидување довидување и се гледаме наскоро.